Добар ден, Слободен печат, Слободна телевизија во копродукција со Цивил. Денеска мои соговорници во овие 30 на минути се Билјана Георгиевска. Добар ден, добре дојдовте. Директорка на Совет за етика на медиуми, но и долгогодишен новинарка во BBC и нејзините искуства од ова предизборие што е генералната тема на медиумите и предизборието ќе прозборуваме во овие минути. Тука е и Бесим Небију, политички аналитичар би рекол, но и добар познавач на медиумите, на изборите, на предизборијата, на менталитетот овдешен и во малку пошироко во Европа. Добре дојдовте за двајцата. Се надевам дека ќе имаме не интересна, туку конструктивна дискусија. Кога Билјана комунициравме договаравме начално околу темите за денеска, околу техничката влада и ова предизборие, ми вративте со порака ќе биде тоа на тралала. Ништо сериозно нема да се случува, веќе подучени и од минатите технички влади и тоа предизборие кој многу се користеше повеќе за ЕПП и маркетинг партиски во рамките на подготовките за изборите, отколку за некоја конструктивна работа на оваа влада, која мене, се извинувам, ќе наметна, може би ставно не сакам, и она првите настапи на техничките министри се ми заличи некако како на туристичка агенција, како да се туристички работници, а не министри. Јас не очекувам да се случи кој знае што. Сите знаеме дека оваа техничка влада, вака составена според пржинскиот рецепт, носи само партиски тргувања, промоција одново на партиските ставови. Секе очекувам да нема ефикасност, затоа што и досега тоа го гледавме. Не сметам дека секогаш до недоглед ќе биде потребна таква влада, меѓутоа доколку се уште постои толкава недоверба меѓу партиите дека ќе организира, доколку едната влада во еден состав организира избори, а другата има огромна недоверба во тоа, тогаш нека го организираат тој начин, еве вака 3 месеци пред избори, да прошетаат некои министри, да се промовираат, ќе слушнеме нови имиња, ќе слушнеме многу треба да и ние ке, мислам, многу пати пред во интервјуа со политичари сме забележале дека и ние новинарите, а камоли па луѓето што се гледачи и ова го гледаат 30 години, се алергични веќе на тоа треба да. Сите знаеме дека треба да. Јас во првите реченици, првите настапи од луѓето во овој состав на техничката влада пак го слушнав тоа. Да бидам малку и вулгарен, ќе се испоплукаат меѓу себе веројатно пак во овие предизборни 100 дена партиите, не ќе може да се поштедат, презентираат програми, некакво заедништво сега во оваа техничка влада, власт и опозиција заедно за барем некоја реформа начално да почне. Бесим имате големо искуство и следејќи и меѓународните овие процеси изборни, но и медиумите генерално. Треба ли техничка влада? Имаше ли шанса оваа година да се укине? Има ли некаков пример во светот се уште вака да функционираат владите 100 дена ништо да не се работи пред избори? Мислам дека во моментот во Европа, ние сакаме да се споредуваме со Европа, не постои таков пример. Техничкава влада во нејзиното функционирање, кој што трае 100 дена, меѓутоа во принцип трае првиот премиер е 7 месеци, првиот технички премиер, вториот е 5 месеци, трае малце повеќе од. Во првите 100 дена до избори всушност означува некоја рана фаза на кампања, на политичка кампања, и тоа го видовме со почетокот на техничката влада, или со бојкотирањето на символичниот акт на сликање. Тоа покажува некој отсуство на елементарна желба за символика, за процедура, за почитување на одредени базични елементи на политичката култура. Ова е влада практично техничка, нема ни своја програма. Но Family Photo направија, нели? Family Photo без новите членови на владата, тоа ми беше, они го бойкотираа, не мислам дека не беа ни на гласањето на владата. И ова не е прв пат, мислам дека и во минатите две варијации на оваа техничка влада истото се случи, имаме некој систем во тоа. Затоа реков почеток на кампања. Партиите од опозицијата номинираат 2 члена на владата и неколку заменички места. Идејата е во отсуство на доверба во системот и во институциите да си ги контролираат две министерства кои што
практично најмногу може да се влијае на изборите, односно на гласачите, органите на безбедност и органите кои што вршат социјални Кога велите трансфери. влие, мислите можеби на мито, корупција, на подметнување, на купување гласови? Користење буџетски средства за остварување на одредени резултати кај одредени таргет групи на гласачи, или користење на притисок. Може ли да констатирам дека криминал постои и сега треба да има контрола на тој криминал пред избори, да не се случува купување на Тоа е на душите на констатацијата гласачите? 2015 година, кога е донесен пршинскиот правилник. И за жал, веќе скоро 10 години, тој стои, значи партиите не нашле за сходно да седнат и да договорат друг аранжман. Мислам дека грдо личи тоа, бидејќи се разбира, ние сакаме да бидеме дел од Европска Унија, а организираме избори со техничка влада. Ниедна друга земја, ниту член, ниту кандидат нема таква пракса и не познам таква пракса, барем не од 90-тите години. Ова се видови на проблеми кои што се покарактеристични во Источна Европа за некои 90-ти години, за рана фаза на политичка транзиција, за отсуство на доверба, за отсуство на искуство. Тој е плурален пубертет, уште го живееме ни овде. Во 32-та година, од 33-та година. Возрастни за пубертет се уште. За апсолутно. Така да мислам дека како механизам е непотребен, не ги постигнува целите, а личи грдо. Бидејќи да ги постигнеше целите, немаше да има овакво, немаше да има потреба од вториот или од третата итерација. Нема диалог, нема култура на диалог меѓу политичките субјекти. Билјана, кога го претпоставуваме сега и врз основа на искуствата и Бесим ги спомна од минатите технички влади и тие предизборија, се создава еден амбиент, веќе вчера, со првите настапи на техничките министри, ништо ново констатиравте на почетокот, предпоставам нема да се случува, ќе се прави реклама секој за својата партија, пак нели битка за гласови, ние граѓаните, општеството, државата не може да очекуваме некаква корист, нешто реформа, нешто администрација, нешто не знам здравство, школство и така натаму да се подобри, но медиумите и нивната улога, ако веќе партиите излегуваат нон-стоп и министрите по пресуди ќе ги гледаме, кој што правил претходно, што ќе прави натаму, многу лаги ќе се истурат, прочем, докажеме колку досе. Која е улогата на медиумите и сакаме една компарација, ако можете да ни направите, долго години работевте во Британија, од таа демократија, медиумска и ова наша македонска? Прво, една разлика која е во полза на јавноста е дека таа кампања и постојано зборување на медиумите за политика и давање политички простор на политичките лица, таму трае некои 2-3 недели. Не трае месеци официјално, а не официјално не знам колку време сме во предизборна кампања. Постојано овде имаме впечаток. Значи, јавноста е поштедена од слушање партиски флоскули. Медиумите имаат задача во предизборен период, BBC особено си има книга за однесување, не само во избори, туку сите правила за однесување во секакви ситуации, меѓутоа е вака еден огромен дел, голем дел, јас само извадив од тие guidelines, се однесуваат на избори, референдуми, предизбори и така натаму. Основното таму е основните дефиниции дека мора да се биде непристрасен, мора да се покаже независност, мора да се даде простор и на тие гласови политички што се релевантни, а тоа значи имаат поддршка од гласачкото тело, но при тоа секаде се нагласува дека мора да бидат предизвикани, да ги прашаат доколку нешто личи само на пропаганда, едноставно да видиме од каде доаѓа, зошто, дали е така, дали е точно. Јас забележав изјава на еден од новите министри во техничката влада овде кај нас, кој вели, ако треба, ако е во интерес на граѓаните, јас и ќе отидам и во влада. Замислете, тој за тоа е избран, за тоа е поставен таму, за тоа се изборила неговата партија да добие место во владата заради интересот на јавноста, а не затоа што нему е еве, ќе попуштам, ќе подадам рака и ќе отидам во влада. Несватливо. Тука е моето клучно прашање за однесувањето на медиумите, поготово на највлијателните се уште, мислам, националните телевизии
кога политичарите излегуваат, особено во ова предизборие, прават пресконференции, упатуваат пораки до јавноста, медиумите се некако индолентни, само пренесуваат трансмисери, се обични, дали се активни учесници да проверат дали е тоа така, дали не е така, дали е точно од каде доаѓа обвинување некако кон другите и обратно. Што се случува со таа летаргија медиумска и имаат ли обврска медиумите по секоја цена се да пренесуваат секое соопштение партиско, секоја пресконференција, ако во него нема одговор на нешто што треба да биде реакција? Значи, дали медиумите се практично учесници во сето во овој галиматија пред избора? Јавен интерес е правото на информирање. Значи, медиумите има таа улога и должност да ги информираат граѓаните за случувањата. Таа информација треба да дојде и со мислење и со квалификација, меѓутоа мислам дека границата треба да биде, медиумите не треба да бидат дел од инфраструктурата на избори. Односно на политичкиот процес треба да бидат пренесувачи на информации, пренесувачи на ставови, се согласувам, меѓутоа не учесници во изборните дуели. Тука мислам дека не се прави разлика, значи они служат на јавниот интерес, бидејќи логиката, бизнис логиката е дека граѓаните преку гледаност ги плаќаат медиумите, нели, на тој начин остваруваат таа економската спрега. Поголема гледаност, поголеми приходи. Значи, ако се бизнис интереси во прашање, тогаш некоја логика во еден демократски систем би било медиумите максимално да му служат на интересот на граѓаните и да го подкрепнуваат со што подобри информации, со што подобри анализи, со што подобри коментари. Меѓутоа во случај, односно во услови кога приходите на медиумите не се исклучиво поврзани со гледаноста и популарноста кај публиката, значи не служат само на публиката, односно гледаат алтернативни извори на приходи како примарни, тогаш се раскинува таа врска, тогаш се обидуваат да служат на одредени други, односно на тоа што плаќа, нели? Секој субјект се обидува да служи на тоа што плаќа. И тука мислам дека е улогата и на јавноста, а посебно на медиумската заедница, на медиумските организации да притискаат да таа врска не се откинува, односно да има директна корелација меѓу гледаноста и популарноста на медиумскиот продукт и начинот на кој што медиумите ги остваруваат своите приходи. Не би ми дадовте идеја за следново прашање. Ако е така, еве и Билјана би сакал да се вклучи и со искуствата, нели? И овдешни македонски, но и овие на британските и посебно на BBC. Пасивноста на медиумите, на новинарите и на новинарството, на уредниците, спомнав пак во највлијателните медиуми, нели, кои се на некој начин и клучат во формирање на јавно мислење, на рейтинг, истражување јавно мислење и така натаму. Само трансмисери, само пренесуваат пресконференции кога една партија обвинува друга или еден субјект обвинува друг субјект за криминал, па вади некакви докази или индикации има. Новинарството не прашува натаму. Не се однесува како обвинителство да трага подопрен глас. Што се случува со македонско новинарство и како е во Британија, например, Билјана? Токму тоа предизвикувањето што го спомнав е главната состојка во еден квалитетен медиумски продукт. Да се пренесе информацијата од едната, од другата, од трета страна, меѓутоа и да се даде контекст и да се потпрашуваат соговорниците за да се дојде до една јасна слика. Еве, ако станува збор за корупција, уште и да се дојде до некое откритие. Вие спомнавте летаргија, спомнавте обврски на медиумите да стават во контекст или да обработат и дали мора секое соопштение да се пренесе. Јас имав непосредно откако се вратив во земјава после повеќе од 10 години отсуство, едно многу чудно искуство во беше состанок во АВМУ, каде што беа собрани представници од повеќе телевизии и нешто се разговараше, верувам, исто така во некој предизборен период како да се однесуваат медиумите. Еден од директорите на една од, како што велите, највлијателните телевизии во земјава, се побуни кога прашавме дали мора секое соопштение
да се пренесе. И уште да не се предизвика, да не се провери. Многу од соопштенијата на партиите се содржат лажни вести. Ако не го провериш, пренесуваш лажни вести. Меѓутоа, човекот со сето искуство што го има зад себе и со сиот кредибилитет, како еден од највлијателните, вели, ако партијата има 10 соопштенија, па тоа значи дека се 10 настани. За него тоа е настан што мора да се покрие. Ако смеам да забележам, не знам за кого се работи, но тоа е само уште една потврда дека стажот не е одраз на квалитетот. Не се извинувам што ве прекинав. Широка тема е тоа, се разбира дека не е. Јас имам броено во една, има многу често се случува, ВМРО да има 18 соопштенија на ден, а СДСМ потоа ја прифати таа игра или тој пиар или тој начин на комуникација, па некаде стигнуваат до кај 3-14 во деновите кога јас сум броела, не ставам рака во оган дека е секој ден. Во нив нема директни одговори едните на другите. Некогаш има, некогаш нема. За лански слек некој ќе зборува. Но зошто да биде улогата на медиумот да пренесува секакво соопштение? Па конечно еден на веб страна може да се ги објави. Па дојдовме некако за уредниците, спомнавме уредувачките политики, без им до собствениците. Кој е па нивното влијание врз уредувачките политики, нивните линкови со власта, врз основа на нашето искуство, може ли да проектираме што ќе се случува сега, под какво влијание се и медиумите, дали се слободни, онака како што нели напредува и македонското новинарство во последните години во истражувањата на меѓународните фактори на оваа тема? Тоа го покажуваат извештаите, ова е рана која што имаме десетина години наназад. Влијанието е огромно и посебно во изборниот период видливо, односно осетно, бидејќи нели во изборниот период се мешаат картите. Кога се мешаат картите, секој играч сака да добие што е можно подобра рака, да се изразам покерашки, да. И од тука доаѓа и ова нели стоење по страна од поставување на тешки прашања, пошто тоа е метод, некој пат може да помогнете преку непоставување прашања. Односно да вршите поголемо влијание молчејќи отколку правејќи нешто, а посебно кога сте медиум, нели? Тоа е огромен. Медиумот е значи учесник во действијата на некој начин. Доколку единствен мотив на водење на одреден медиум е бизнис интересот на собственикот на тој медиум и тоа се пренесува во уредувачката политика директно и без резерва. Сега не велам дека сите медиуми го прават тоа и не на ист начин, меѓутоа доколку тоа е главниот лајт мотивот, тогаш линкот станува прилично јасен, пластично објаснив и мислам дека немаме проблем тоа да го разбереме и да го видиме. Знаели, тоа го гледаме, сега не сме сите, не ја следиме работата на медиуми професионално цело време, меѓутоа може и граѓаните да видат одредени осцилации во уредувачките политики на медиумите низ годините, посебно на телевизиите, а кои добиваат известна драматична димензија баш во овој меѓупериод, посебно кога се очекува дека можеби власта ќе се смени и тоа би донело до некакво друго позиционирање на играчите во политичката сцена. И тука се гледа, осетна е, спрегата, мислам, тоа го гледаме и ние, тоа го гледа било кој експерт на по демократија или по медиуми кој што го наблюдува системот. Значи тука не зборуваме, не го правиме овој муавет за да покажуваме со прсти на ово или на оно или да именуваме луѓе. Но на некој начин зборуваме за доза на дезинформација, ако сакаме и манипулации во дел од уредувачките политики на медиумите. И зборуваме веќе за воспоставена пракса, Зора. Значи ова е 7-8 циклус. Значи не сме ние толку малолетни по демократија колку што се однесуваме понекогаш. Да не можеме да ги прочитаме, не? Да, сите ние овие работи ги знаеме или емпириски, или ги имаме осетено, или ги имаме видено. Значи прв пат можеби да не приметиш одреден феномен, меѓутоа ако се случува во континуитет, како што се случува кај нас, тогаш е многу јасно. Тоа го пишуваат сите извештаи на меѓународните новинарски издруженија, го пишува
го пишуваат извештаите на Европската комисија, прогрес извештаите, бидејќи видете медиумската слобода оди рака под рака со прогресот и со демократијата. Не можете едното да го обезбедите без другото и директно се врзува и со копенхашките критериуми и така натаму и така натаму. И ние некогаш правиме одредени чекори во позитивна насока, меѓутоа тоа не е праволиниски процес. Инциденти, па после се враќаме, после регресираме, па прогресираме и така натаму. Меѓутоа таа е ситуацијата во која што во кратки црти медиумите не секогаш ја играат својата улога, не придонесуваат како што треба, како што им прилега и каква што им е улогата кон развојот на ово општество, кон прогресот на ово општество, од тоа што е во нешто понапредно, попрогресирано, поразвиено. Ние имаме медиуми кои директно, ако можам да констатирам, директно застануваат зад политичка партија, не мислам само идеолошки, него врз нејзините програмски цели и кампањски пред се, камо среќа да е програмски. Но Билјана, ако добро се сеќам, имаше една-две аферички околу BBC, околу инклинирање на програмата кон некоја од партиите, па паѓа што се вели главни уредници. Имаше реакции од јавноста и внатре од BBC. Никој не е совршен и овие напишани правила не значи дека не простува јавноста и не простува самиот систем на BBC. И не простува системот и постојат потоа механизми на сослушување, на разни комисии се формираат кои работат и многу после тој инцидент и го расчистуваат. Не се забораваат така лесно прекршувањата и не се пикаат под тепих, како што ние овде многу брзо забораваме за 3 дена, се заборавено, одиме понатаму со многу инциденти поврзани и со судството, и со правдата, и со корупцијата, па и со медиумите. Да. Јас само би сакала да додадам, бидејќи со непроменет кривичен законник, каде што одново пари ќе се делат на медиумите, на онлайн порталите без никаков критериум за политичко рекламирање од Државната изборна комисија, со се уште нетранспарентно и натаму нетранспарентно финансирање на некои медиуми од буџетски пари, односно од пари од даночните обврзници преку владата, медиумите се поставуваат играчи во тоа милје и престануваат да бараат или да се солидаризираат. Заложници на некој начин. Заложници, ама некогаш знаат да бидат и играчи, затоа што слушаме дека и има медиуми што уценуваат. Си ја сватиле својата величина, ја сватиле кревкоста. Во тој контекст јас и собствениците ги некоја спомнав, политичка улога, се разбира, собствениците го штитат својот бизнис. Речи си сите телевизии кај нас приватни се така создадени од бизнисмен кој штити одреден бизнис. И потоа тоа го прави во спрега со политичарите. Меѓутоа во такви околности тажно е што медиумите сами не бараат собствено унапредување и не бараат својата улога да ја унапредат кон еманципирачка за населението, за публиката. Се задоволуваат со тоа, како што го рековме на почеток. Овој рече, оној рече, ќе ги седнеме на дебата, ќе покани уредникот некој подпалувач за таа дебата да биде кавгаџиска, тогаш има најмногу гледаност и нивото на публика што го креираме останува со низок вкус. Редакцијски, нужен ли е тој внатрешен отпор на новинарите кон уредниците, отпор кога велам, нели? На уредниците кон главните уредници, на главните уредници кон директорите, нели, менеджерите кон собствениците, кога станува збор за професионалните новинарски скрупули или молкот владее во текот на креирање на програмата? Некогаш уредниците навистина се борат, некогаш кажуваат дека нема да работат на програма која ќе се претвори во циркус, некогаш ќе дојде собственикот или директорот и ќе рече ако се пишува за оваа тема и попродлабочено, нема да имаме плата следниот месец. Во позитивна насока да констатираме дека последниве десетина години флуктацијата од редакција во редакција е доста присутна во Македонија, што зборува дека луѓето бараат, новинарите генерално упатува дека бараат некоја релевантна слобода за да се вршат својата професија, која ќе до некаква стега. Десим? Мислам дека секогаш имало новинари и уредници кои што се обидувале да го заштитат. Новинарството е занает, фактички сопствениот занает, како што во било која друга професија
луѓето се обидуваат нели да ги запазуваат нормите етички и професионални на својата работа. И сведок дека е тоа така е фактот дека има такви флуктуации во последните 15 години од кога јас го следам ова. Има многу новинари кои што не прифаќајќи да учествуваат во такви ситуации си заминуваат во други медиумски куќи, некогаш нели сега е возможно и сопствени медиумски проекти кои што немаат врска со медиумска куќа, значи постојат и други форми на медиумски плурализам кои што стојат на располагање во оваа ера на дигитализација кои што не сме ги имале порано. Ќе проговориме за нив накратко. Така да тоа од секогаш постоело. Секогаш има замена за нив. Значи и тоа е факт, се додека има побарувачка и има понуда на такви. И тоа е пазар. Тоа е пазар. Јас сега Билјана Бесим сакам да вратам малку што се вели дебатата на почетокот на некој начин околу во ова предизборие ќе слушаме се уште за анкети, до сега слушавме за рейтинзи и така натаму. Тие се формираат исто така, нели, главно под влијание и на порталите и на стандардните медиуми, на телевизиите посебно се уште. Кога на почетокот зборувавме колку новинарите уредувачките политики се брана за лагите, и обични само трансмисери преку соопштенија или кампањи, без да истражат што е тоа што една политичка структура сака да го изнесе во јавноста во фаза на некакво обвинување. Новинарството тука е летаргично. Ретко се случува да почне некој медиум или индивидуално, што спомна Бесим, ентузијастички некој новинар да копа што има во тоа. Нели, кога и обвинителството молча, станува збор за се спунуваат разни милионски суми. Но ја ќе вратам на една политичка флоскула, например во кампањите и минатиот пат, кога беше Преспанскиот договор, нели, како услов за НАТО, една политичка структура постојано излегуваше по медиум и викаше ние ќе го укинеме, ќе го прекинеме, ќе го вратиме, нема да има и така натаму. Да, во последните години тоа се заборави таа тема, веќе не постои, иако самиот старт сигурни сме сите знаеме дека тоа беше невозможна мисија. Се случува со бугарскиот договор сега, договорот со Бугарија, ќе го укинеме, ќе го направиме, не ќе го направиме, сите добро знаат дека тоа нема теорија да се случи, бидејќи сите сигнали од Европа и од Америка дојдоа дека гледај си го патот што го имате, да си го изодите. Но медиумите се тука пасивни во откривање на тој тип на лаги, а на тој начин се, според мене, простете за мојот суд овде, и виновници на некој начин за формирање на јавното мислење. Ги барам вашите одговори и коментари за ова. Соучесници се во неинформирањето на јавноста околу алтернативите. Значи, секој граѓанин треба за себе да расуди. Рековте инклинации, во рете секој новинар може да има своји инклинации политички, тоа е нормално, дури пожално. Меѓутоа, јавниот интерес е да дојдат различни мислења до јавноста и тие мислења да бидат што поквалитетни, што повеќе квалитетот тука е што е повеќе базирано на факти, односно на вистини, кое што бидејќи ние може да имаме своји мислења, меѓутоа не може да имаме своји вистини. Вистината е базирана на факти. И медиумите тоа треба да го пренесуваат. Меѓутоа, во услови кога нивниот интерес не е тој, односно не е примарно тој, туку е некој друг, тоа станува мошне тешко. Тука се разбира, мислам дека потврлува и јавниот сервис, бидејќи јавниот сервис треба да биде тој вкотвувач на професионалниот стандард кој што секакво такво забегување би го направило смешно и непрофесионално. Репер за сите други медиуми. Да, и тоа го прави BBC, тоа го прават сите јавни сервиси, кај нас немаме таква котва и заради тоа е возможно се може да помине. Замислете кога јавниот сервис би ги вршил тие функции, тогаш сите други канали на телевизиски биле смешни во однос на нивниот пристап кон ситуацијата. Може ли да прашаме Билјана дали и другите медиуми и радијата, поготово во Британија, па и другите медиуми, овие приватните, имаат малку страф од BBC, од тие стандарди? Ова страф или малку фигуративно? Стандардите на BBC се домашни за куќата, за сите 20 и нешто илјади вработени. И за новинарството, и за улогата на јавниот сервис, нели? И за улогата на јавниот сервис, да, го диктира. Меѓутоа,
Постојат многу големи други медиуми кои си имаат исто така своји правилници базирани на кодексите на новинарство, на она основни правила кои важат за целиот свет. Има медиуми кои се наклонети кон левицата или медиуми кои се наклонети кон десницата, но не прикриваат факти и едните и другите. Но не прикриваат факти и не го изнесуваат личното мислење што секој новинар има право да го има, меѓутоа треба да си го задржи има за себе. Има форма за тоа, нели? Да, целата коментари, воопшто во колумни, култура и во медиумите и на јавноста врзано за политиката и за изборите е многу различна. Луѓето дури не сакаат да кажат кој за кого гласа и е многу невоспитано ако некој го праша за кого гласаше. Едноставно тоа е приватна работа и може луѓе во семејство, во фамилија едноставно да не знаат точно кој со право на глас за кого гласал. Далеко сме од тој културен амбиент бесим политички, ти ги менуваш од време на време земји европски, се разговарали за политика во ресторани, во не знам, на кафе, или тие теми се малку се игнорираат во средна и во западна Европа? Ја би рекол не се живее толку во политика како кај нас, бидејќи кај нас скоро сите разговори почнуваат и завршуваат со политика. Ние го конзумираме дневно, можеби заради тоа што веројатно повеќе влие врз животите на граѓаните во Македонија. Тие имаат повеќе зависност од политиката отколку во една друга, да кажеме, средноевропска земја или западноевропска земја, кај што е резултат на... Кај нас е од вработување до унапредување. Да. Кај нас се одвива преку партиите, они имаат станато субститут и на заводи за вработување, и на институции на државата. Излегува ли дека цела таа гладиаторска битка кај нас, битка за власт, е практично битка, борба за буџетот, кој го има државниот буџет на оваа мала земја, тој е собственик на вработување, отпуштање, тендери, унапредување? Во голема мера, да. И за гласови. Како рековме, на мегатендерот, изборите се еден мегатендер за 4 години, рамковен тендер на 4 годишни буџети и тука после се прават сите други инженеринзи кои што можете да ги направите со тоа, и тоа е поразително. Мислам дека ова е еден од причините поради кои што ние сме губитници во оваа транзиција. Нема среќа во таа математика. Ако не грешам, Билјана Ѓоргиевска, сте повеќе од половина година и директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија. Првичните искуства, што наследивте, како функционира, која е вашата субјективна оценка низ призмата и на искуството што го имате и во Македонија, предходно и во Британија, медиумска, каде е генерално македонското новинарство? Колку сме ние неетични или колку сме етични? Советот за етика на Македонија е дел од една група такви прес-совети, како што ги викаме накратко, во регионот, поддржани од УНЕСКО во проект да работат, да можат да работат, да ја обавуваат основната дејност, комисијата за жалби да разгледува поплаки и што повеќе да го пласираме тој лесен механизам до граѓаните да поднесат жалба. Доколку видат содржина во медиумите дека која смета тие дека излегува од стандардите на професионалното, вредно, одговорно, квалитетно новинарство, можат лесно преку нашата веб страна да пријават еден медиум. Колку што гледам, ситуацијата во Македонија е доста слична како во земјите од Западен Балкан. Советот за етика добро функционирал и во минатото, па го посочуваат како пример за некои земји каде што можеби подоцна се формирале такви совети или имале проблеми при работењето. Неодамна бевме сите поканети на еден работен состанок организиран од УНЕСКО во Истанбул, каде што домаќини ни беа луѓето што се членови на Советот за етика во Турција. Нивните проблеми се огромни, ние не можеме да се пожалиме дека имаме затворени или истепани или прогонувани новинари, како што не дај Боже ситуацијата во Турција во моментов. Но, сепак, со само 132 примени поплаки во 2023
може би подобро стоиме од претходната година кои биле, не знам, 80 на пријави, но сепак мислам дека и граѓаните треба да станат поблиски до оваа алатка, а и Советот малце повеќе да се приближува до населението за таа спрега граѓаните да ја вршат својата улога на watchdog, на чувари на квалитетното новинарство или баратели на квалитетното. Не барам сега статистика и невозможно би сакал и Бесим има исто така искуство и преку Сдруженијето на новинарите на Македонија и неговите блиски релации нели во активностите на Сдруженијето, каде што и Сем практично на некој начин припаѓа, но не сме и ние новинарите цвеќка. Каде може да ги лоцираме тие најголемите неетични, да речем така, појави во македонскиот медиумски простор од страна на политиката, на граѓаните, на медиумите, на нас новинарите, преку социјалните мрежи или преку мејнстрим медиумите? Кои се вашите согледувања и искуства? Значи, некаде 2010 до 12-13, кога се формираше СЕМ, јас бев нели, вклучен во ЗНМ и ЗНМ беше промоторот на тоа. Идејата беше едноставна, да наместо државата да регулира и кажува што е новинарство, што е професионален стандард, што е честно новинарство. Самите новинари да си го кажуваат. Тоа да го прават самите новинари, исто како што нели во некој, да кажеме, во некој чаршиски формат, Еснав откажува кој е Еснав, не кажува државата, не кажува градоначалникот, ниту пак министерот, по таа некоја логика. И од тука се создаде таа инфраструктура, како што кажа колешката, тоа се следи во некои други земји, бидејќи тоа е стандард. Зошто би требало органите на државата да кажуваат што е добро новинарство? Не е во ред. Тие да кажуваат и кој е новинар. Имајќи предвид дека новинарството е слободна професија, таа треба да ја регулираат самите новинари. Сега, од таа идеја до реализација има еден долг пат, бидејќи тоа е процес кој што бара малку напори кои што не се само законски и не се само градење на капацитети, бара содејство на различни чинители во создавање традиција. И ентузијазам. Во кој што не се личниот, односно групниот интерес се става пред личниот интерес. Тоа е малце тешко кај нас културолошки. Секој пат кога ќе дадете, кога судот на чест на ЗНМ, а потоа комисијата за жалби ќе даде одреден вредносен суд, луѓето го земаат тоа како лична навреда, па го напуштаат. Тоа беше случај пред 10 години. Значи го доживуваат тоа како атак, па медиумот се повлекува и така натаму. И тоа е историјата на се. Мислам дека тој процес го имате и денеска. Затоа велам, ова е можеби генерацијски проект. Ке ни треба време и искуство и традиција за да успешно направиме саморегулација. Саморегулацијата не се прави со технички моменти, туку со менување на менталитет, со малце джентълменство и признавање на грешките. И со гледање на големата слика на тоа што се случува околу вас и гледањето на корист од тоа. Значи, пошто саморегулацијата има од неа најголема корист имаат самите новинари. Доколку профункционира. Меѓутоа, значи треба малце време и мислам дека македонската саморегулација не стои лошо компаративно со другите земји. Мислам дека они ги имаат истите проблеми, дури малце поголеми проблеми. Ние почнавме малку порано, па веројатно таа традиција, значи 10 години се некаква традиција. Предпоставам малку повеќе новинарска колегијална солидарност. Јас би сакал сега, бидејќи време ни истекува, веќе ни истече, уште минута две сосема накусо малку на политички терен, да ве вратам двајцата мои соговорници. Од Брисел и од Вашингтон нашите политичари предизборно добија многу јасни, остри, би рекол, тешки пораки. Затоа кажете им на граѓаните кој правец ќе го фатите со изборите, што да изберат од вас, нели, од вас тука што сте на изборната маса, кого да изберат за кој правец да го фатите, да одите во Европа или да талкате по непознати патишта. Која е тука улогата сега на медиумите? Дали доволно го објаснија тоа на граѓаните? Политичарите го разбраја тоа, па се прават некои дека не го разбираат, нели? А некои веројатно тоа ќе го користат и во кампањата. Имам впечаток, ако ми дозволите, значи имам впечаток дека беше во известна мера преќутено,
како порака, дури и самитот неформалниот или формалниот со присуство на Европската комисија и Джеймс О'Брајан во Скопје не доби соодветно покривање, иако беа тука председатели на држави и премиери од соседните земји, мислам дека беше недоволно артикулирано во јавноста, споредбено со некои други такви ситуации, и таа порака не беше доволно подвлечена колку беше отворена, мислам дека може мотивите во тоа да ги најдеме во претходниот разговор што го имавме до сега, но пораката беше претежно до опозиционата партија да си ја појасни изборната понуда до граѓаните на следните избори. И тоа е некој вид на критика која што е нетипична посебно за Соединетите Американски Зборуваме држави. за медиуми, го преспајат тој факт медиумите на некој начин? Реков дека мој впечаток е дека го преќутеа. Јас би рекла дека медиумите подолго време не работат на европеизирање на населението и дека на тој начин всушност ја поддржуваат таа опција дека не мора во Европа, имаме некакви други насоки. Ке одиме во далечна Азија или не знам каде. Со самото тоа што нема разновидни програми, со самото тоа што за вестите од светот се одвојуваат минута и пол на крај од дневник што трае пола час, со самото тоа што не се пренесуваат дури ни забавните оние франшизи, програми што секаде ги нема во Македонија, сите тие, јас го користам терминот еманципираат, или учат на некаква коректност, политичка коректност која вирее во Европа и го европеизираат. Ние не знаеме ни кои се главните проблеми на членките во Европска Унија или главната слика. Едноставно чекаме да не примат или да не примат. Ова е мојата... Немаме многу време. Медиумски Европа ни е одсутна, значи генерално. Да, сосема. Ова Запад или Исток, мислам дека тоа уште 90-ти години партиите го расчистија, но тие дилеми постојано се вртат. Ние некако не можеме пруга до Бугарија да направиме, кај што е Европска Унија, камоли не знам до Кина. Не знам кој ќе се случи. Мислам дека нема реална опција за Исток, дека таа се користи во онака пропагандистички, малку емотивно. Во редакциите фали една карта на светот, вака за крај би посочила па да видат каде се наоѓа Македонија. И на Европа и на светот. Во Европа е. Во Европа е. Не можеме да преселиме. Земјата сепак стана равна. Може тоа се случи. Јас многу ви благодарам. Исто така. Билјана Георгиевска, Бесим Небију, почитувани, и ви благодарам.